Слаб одзив на земјоделците за аплицирање за јавниот повик за користење на средствата од ИПАРД програмата, бележи Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Окочани. Од таму потсетуваат дека јавниот повик трае до 10 декември. Целта на ИПАРД програмата е преку соодветни мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој, да се подобри конкурентноста на земјоделското производство и земјоделско-прехранбениот сектор, преку нивно усогласување со стандардите на Европската Унија и постигнување одржлива животна средина и социоекономски развој на руралните средини, преку поттикнување на економската активност и зголемување на можностите за вработување. Јавниот оглас излезе на 27 октомври, а ќе трае до 10 декември, подсетуваат од агенцијата. Заинтересираноста на земјоделците е така, на средно ниво. Имаме неколку земјоделци кои дојдоа, се интересираат, некои ги подигнаа папките со документите, се во процедура на набавка на потребните документи, а ние сме, како агенција, на располагање на крајот, кога ќе ги соберат сите документи, да го изготвиме потребниот технички проект, да ги пополнеме потребните барања. Од агенцијата потенцираат дека ИПАРД програмата не ги опфаќа житните култури, туку се покриваат други сектори. Тоа е лозарството и овощарството, градинарството, производството на месо и млеко. Во делот на лозарството и овощарството минимална потребна површина која што треба да ја поседува земјоделецот е 3 декари. Во градинарството на отворено е да има 3 декари, тоест 2 декари, а под пластеници 3 декари најмалку. Да кажеме во делот на сточарството, значи треба во делот на молзните крави најмалку 5 молзни крави да поседуваат, молзни кози најмалку 30, молзни овци најмалку 150. Во делот на производството на месо, свињи најмалку 100, маторици 10 најмалку, бројлери најмалку 3000. Мерките 101, 103 и 302 се мерки кои се застапени во ИПАРД програмата. Мерката 101 ги опфаќа инвестициите во примарното производство, 103 инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи и 302 за диверзификација и развој на руралните економски активности. Зголемена е поддршката од предпристапната компонента на ИПАРД, велат од Агенцијата за земјоделство во Окочани. Се движи од 50 до 75%. За живинарството ИПАРД програмата поддржува инвестиција од нула. Сите други инвестиции се на постоечко земјоделско стопанство. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ја истакнуваат новината во врска со поддршката од предпристапната компонента на ИПАРД, а тоа е дека е зголемена и се движи од 50 до 75%. Се работи за грантови кои можат да се движат од 50% па до 75%, тоа е сега новина, значи поддршката од предпристапната компонента, позната како ИПАРД, е зголемена, значи оди до 75%. Тоа е така ако се работи за млад земјоделец, фармата или местото на инвестиција да се наоѓа во ридските подрачја, или ако има некои непогоди кои што ги проценува комисијата, ќе дојде до враќање на средствата до 75%, а другите 25% ги покрива владата. Што се однесува за живинарството, ИПАРД програмата поддржува инвестиција од нула. Сите други инвестиции се инвестиции на постоечко земјоделско стопанство. Овде припаѓаат надградба, доградба, набавка на машини, приклучна механизација, а додека во живинарството се признава инвестиција од нула. Значи, како што велат тие open field, на отворено поле, може да се изгради кланица или живинарски капацитет. Овде се признаваат максимум и до 3 милиони евра. Може да изнесува инвестицијата. Минималната инвестиција за ИПАРД програмата е 3000 евра.